Следите регионалните вести. Припадниците на малцинските заедници во Тетово во многу мал број или воопшто ги нема на раководни функции. Ова го покажува истражувањето во рамки на проектот Менада ефикасно управување со несакани проблеми, презентиран денеска на завршна конференција. На раководни функции во јавните институции во многу мал број или воопшто не се поставуваат припадници на малцинските заедници во Тетово. Ова го покажа истражувањето во рамки на проектот Менада ефикасно управување со несакани проблеми. Наодите и резултатите од спроведениот проект беа презентирани денес пред тетовци. Проектот Менада го спроведува општина Тетово во соработка со Институтот за развој на заедницата и е наменет за градење на капацитетите на општинската комисија за односи меѓу заедниците. Општина Тетово, исто и ИРЗ, веќе долги години работи на тематиката на зајакнување на меѓуетничките односи, па така и овој проект работи во таа насока. Проектот е започнат во јануари 2015 година и месецов завршува, значи овој настан е финалната конференција на која што се презентираат резултатите и препораките за понатамошни активности. Меѓу активностите во рамките на овој проект беше изработката на анализа на правична застапеност на помалите етнички заедници во општинската администрација и институции, јавни институции, образовни институции, така да заклучоците се дека е навистина мала застапеноста на немнозинските етнички заедници од регионов на раководни места и воопшто како работени во тие институции. Насоките за во иднина е тој број да се зголемува. Најмногу раководни позиции, значи по етнички состав имаат албанци, потоа следуваат македонците, а од помалите етнички заедници речиси да нема, така да насоката оди во тој правец да се зголемуваат припадниците на помалите етнички заедници на раководни места и вработени во јавните институции и општинската администрација. Проектот Менада општина Тетово го имплементира во партнерство со Институтот за развој на заедницата Тетово со финансиска поддршка на грант од заедничкиот проект на Европската унија и Советот на Европа, унапредување на човековите права и заштита на малцинствата во југоисточна Европа. Рем Шопинг центар започна со продажба на станови и апартмани изградени по најновите светски стандарди. Становите се со површина од 48 до 159 метри квадратни. Секој стан има паркинг, мониторинг, видеофон, алармен систем и лифт. Становите и апартманите се со наши цени. 1 квадратен метар од 750 до 800 евра, со можност на купување преку комерцијални банки, како и со готовинско плаќање со екстра услови. Приклучете се на семејството на Рем Шопинг центар. За реконструкција на основните и средните училишта во Тетово и изградба на спортски сали, владата има одобрено 2.200.000 евра. Ова денеска го изјави министерот за образование Абдулачи Мадеми, кој денеска го посети основното училиште Братство Миѓени во Тетово. При крај реконструкцијата на училиштето Братство Миѓени, кој е едно од најстарите основни училишта во Тетово. Школото доби нови тоалети, а моментално се изведуваат и други градежни активности за реконструкција на ова образовна институција. Сме во посета на училиштево се со цел да видиме докај се работите околу реконструкцијата на објектот. Министерството за образование и наука инвестира околу 200.000 евра, а општина Тетово има снабдено со друг со мебел исто во училиште. Целта е да се реконструираат санитарните јазли и подот. До сега се завршена реконструкцијата на санитарните јазли, а продолжува реконструкцијата на целосната реконструкција на подот. Како што кажав, инвестицијата е околу 200.000 евра. Министерот Адем изјави дека во тек се реконструкција на 8 објекти на основни средни училишта во Тетово, а во овој град инвестирано и во 3 спортски сали. За салите и за 8 објекти Министерството инвестираше 2.200.000 евра. На новинарско прашање Адеми одговори дека се планира изградба на нов објект наменет за ученици од македонски наставен јазик од гимназијата Кирил Печиновиќ, но изградбата се одговлекувала поради урбанистички пречки. Па имаше проблеми околу урбанистичкиот план,
доколку се надминуваат побрзо, ние, како што кажавме и порано, ќе пристапиме кон подготовка на проекти и продолжување со работите се со цел и тој проблем за општината Тетово да биде надминат. Од Министерството посочија дека за оваа година се планира реконструкција на Средното економско училиште во Тетово и основното училиште во Гајре. Минатата година мавровските хидроцентрали произвеле 43% електрична енергија повеќе од планираното. Ревитализацијата на ХЕС Маврово ги даде очекуваните резултати, оценуваат надлежните. Ревитализацијата на опремата и објектите во Мавровскиот хидроенергетски систем, што се заокружи во 2014-та, ги дава посакуваните резултати. Податоците покажуваат дека минатата година трите хидроцентрали Вруток, Равен и Врбен произвеле 43% електрична енергија повеќе од планираното. Трите хидроцентрали, ХЕЦ, Вруток, Равен и Врбен, работеа континуирано во текот на целата година и го остварија предвиденото производство онака како што бараше системот, односно ги задоволија барањата и потребите на граѓаните на Република Македонија. Планираното производство на електрична енергија за минатата година беше 307 милиони и 580 илјади киловат-часови електрична енергија, која го остваривме во целост, односно остваривме за 43% повеќе од планираното или 440 милиони и 890 киловат-часови електрична енергија со минимални трошоци на одржување. Ревитализацијата на хидроцентралите донесе бројни придобивки, потенцира Левковски. Со помалку вода се остварува зголемено производство на електрична енергија. Трошоците пак за одржување се намалени за 10 пати. Главни придобивки од ревитализацијата на ХЕС Маврово е зголемување на векот на експлоатација на хидроцентралите во наредните 30 до 40 години. Исто така други придобивки од ревитализацијата се подобрување на производствените перформанси на хидроелектраните, зголемување на ефикасноста, намалување на загубите на електрична енергија, заштеда на трошоци во одржувањето, зголемување на сигурноста, доверливоста и надежноста на системот, подобрување на пристапот за манипулација, како и елиминирање на честите застои и интервенции и слично. Годинешните врнежи поволно се одразија на зголемувањето на нивото на водата во Мавровската акумулација. Од ХЕС Маврово оценуваат дека и годинава без проблем ќе се оствари планираното производство на струја. Моменталната корисна резерва на вода во Мавровската акумулација е 134 милиони 31.030 метри кубни вода, со кои што можеме да произведеме дополнителни 177 милиони 725.146 киловат-часови електрична енергија, што е добар показател дека ќе го оствариме и годинашно планирано производство на електрична енергија од 307 милиони 515.000 киловат-часови електрична енергија. Од почетокот на годинава Мавровските хидроцентрали произвеле 50 милиони 885.000 киловат-часови електрична енергија. Украдени 5 мини лаптоп компјутери во основното училиште во Радиовце. Кражбата која се случила помеѓу 17 и 18 месецов ја пријавил вработен во училиштето. Останатите информации од полицискиот билтен на СВР Тетово се однесуваат на сообраќајот. Во полицискиот билтен регистрирана сообраќајна незгода што се случила вчера попладне на регионалниот пат Тетово-Јажинце на мостот Братничка река. Во неја учествувале 3 возила. Југо управувано од 40 годишник од Дрогачево, Мерцедес управуван од 40 годишник од Косово и автобус управуван од 58 годишен гостиварец. Тешки телесни повреди, односно скршеница на крличната коска задобила 33 годишната сопатничка од Дрогачево и по укажаната лекарска помош во Тетовската болница итно е пренесена на скопските клиники. Во незгодата повредени се и двајцата возачи на патничките возила и уште тројца сопатници од Мерцедесот. По овластување на јавен обвинител извршене увити се утврдува причината и се друго поврзано со незгодата, во која вкупната материјална штета се проценува на 100.000 денари. Инаку сообраќајно-контролните активности со засилен интензитет кои овој месец се реализираат на тетовско-гостиварските простори не запираат.
вчера предпладне и во доцните вечерни часови во Тетово се контролирале брзина и алкохол. При тоа констатирани биле 15 прекорачувања на дозволената брзина, од кои 8 од 10 до 30 км на час во населено место, 4 од 30 до 50 км надвор од населено место и слично. Покрај ова откриени се и 6 други видови прекршоци кои се заокружени со соодветни платни налози и писмени опомени на возачите. Од 15 алкотестирани возачи ниту еден не управувал под дејство на алкохол, но кај 6 возачи биле утврдени други видови прекршоци. Во средиштето на гостиварските активности била техничката исправност на возилата и брзината со која се движат. Од 21 возило колку што вкупно се испратени на технички преглед, 3 имале неисправни сопирачки и нивните возачи ги очекуваат платни налози. Платни налози ги очекуваат исто така и 8 возачи кои ја пречекориле дозволената брзина, најмногу за 30 до 50 км на час. Од СВР Тетово информираат дека засилени контроли планирани се до крајот на месецот во функција на навремено откривање и санкционирање на разните видови сообраќајни прекршоци и подобрување на вкупната безбедност на патиштата во Полошкиот регион. Гостиварската полиција откри и фати двајца измамници кои со лажни приказни од граѓани собрале околу 340.000 денари. Фатени двајца измамници во Гостивар кои со разни измислени приказни успевале да им земаат пари на граѓани. Тие се соочуваат со кривични пријави. СВР Тетово соопшти дека Гостиварската полициска станица расветлила 6 измами, од кои 5 биле извршени минатата година, а една во 2009. Осомничени за овие кривични дела се 42 годишниот ИМ и 53 годишниот ЖТ, двајцата од Гостивар. Измислувајќи убедливи приказни и изговори, двајцата се сомничат дека противправно се стекнале со околу 340.000 денари. Жртви им биле граѓани од Гостивар, Прилеп, Градец, Неготино, Полошко и од Здуње. Од нив вешто и досетливо добивале пари, ветувајќи им различни видови услуги, како пониски сметки за струја и поголеми пензии. Барале и позајмици за наводно лекување на болна жена и СНА, за регулирање на штета од сообраќајна несреќа со учесник странец или за отворање на фабрика. Оштетените, кои најчесто се повозрасни лица, наивно им поверувале на нивните измислени приказни и им ги дале бараните износи. На некои од нив, измамниците, за да бидат поуверливи, им оставале наводно вредни часовници како гаранција дека ќе се вратат. Ноќеска околу 1 часот и 50 минути на гинеколошкото оделение во Прилепската градска болница Борка Талески од засега непознати причини почина 21-годишната родилка СБ од Прилепското село Беровци. Детето е во добра здравствена состојба. Според директорот на болницата Петар Ристевски, родилката е примена вчера околу 10 часот со симптоми за раѓање. Се породила околу 13 часот и се било во ред. Родилката се породи вчера во 13 часот и 43 минути. Спонтано е родено здраво машко дете. Пациентката по породувањето е во добра општа состојба и е префрлена на акушерскиот оддел. Но во 19 часот и 15 минути се влошува состојбата со силни болки. Веднаш е префрлена на одделот за интензивна нега и реанимација. Направена е опсежна реанимација според сите стандарди и протоколи. Ангажирани се 4 гинеколози, 2 анестезиолози и уролог, но за жал во 1 часот и 50 минути по полноќ пациентката почина, рече Ристевски на денешната пресконференција. За случајот се известени основното јавно обвинителство, полицијата и Министерството за здравство. Чичкото на родилката Томислав Ристевски смета дека се работи за невнимание на докторите. Основниот јавен обвинител Дамчо Кочовски информира дека наредена е обдукција за да се утврдат причините за смртта на 21-годишната родилка. Ова е било второ породување. Пред 3 години родила девојче. Честата промена на топли и свежи денови ќе трае се до крајот на февруари. Според метеоролозите, првата недела од март ќе донесе уште еден студен бран. Со променливо време и нетипични температури за овој период од годинава вака изминува месец февруари. Според специјализираните портали за временска прогноза, викендов не очекува нагла, но краткотрајна пресвртница во однос на временските услови. Првиот ден од викендот ќе започне со умерена облачност и релативно топло утро, а минималната температура ќе има вредности помеѓу 3 и 6 степени. Рано попладне се очекува облачноста нагло да се зголеми, а од истата се очекува бран на врнежи со прогресија од северозапад кон југо
југоисток. Врнежите ќе се интензивираат, а во дел од попладневните и вечерните часови. На повисоките места над 1300 метри се очекува дел од врнежите да бидат од снег. Попладне и навечер ќе дува умерен северозападен ветер, а максималната дневна температура ќе има вредности во диапазон помеѓу 8 и 2 степени, а на југоисток до 15 степени. Во понеделник не очекува постудено утро со утринска температура од -3 до 6 степени. Во текот на денот ќе биде сончево и потопло со дневни температури од 12 до 20 степени. Вториот ден од наредната седмица ќе започне со претежно сончево време, додека попладне ќе дојде до дестабилизација и локални врнежи од дожд. Максималните температури ќе се движат од 13 до 21 степен. Метеоролозите велат дека смената на сонце и дожд ќе се одвива се до крајот на февруари. Според нив просечните температури месецов нема да се спуштат под 7 степени, а максималните дневни температури ќе се движат до 23 степени. Температурите кои се актуелни месецов укажуваат на многу потопло време од вообичаеното, сметаат метеоролозите, но според нив крајот на зимата се уште не се гледа. Честата промена на топли и свежи денови ќе трае се до крајот на февруари, а потоа баба Марта ќе изненади. Веќе во првите денови од март не очекува уште еден зимски бран. Утрата ќе бидат студени со мраз и температура околу 0, а на поедини места ќе биде минус, додека максималната температура нема да се качи повисоко од 6 степени. Во тие денови можни се врнежи, а на планините снег, велат метеоролозите од портали специјализирани за временска прогноза. Во Тетовско Беловиште во недела ќе се одржи четвртата поред манифестација Шарпланинска костенијада. Четвртата поред манифестација Шарпланинска костенијада ќе се одржи во недела. Манифестацијата предвидува саем на костенот, медот и природните и културните вредности. Потоа посети на повеќе места, планинарски велосипедски тури, прошетки, мотокрос, джип турнеја и слично. Сите планирани активности ќе бидат крунисани во 12 часот и 30 минути во селото Беловиште, кога ќе започне централниот дел на манифестацијата. Присутните ќе можат да ги посетат поставените штандови во рамки на саемот и да пробаат од изложените производи. Како дел од манифестацијата планирано е и поетско читање, изложби, настапи на фолклорни групи и гости од естрадата. Европската Унија се надева дека Турција ќе спречи колку што може повеќе бегалци да пристигнуваат во Грција, но и да подготвува планови за прифаќање голем број на оние што ќе го прават тоа, но не ќе можат веќе да одат кон Германија. Еврокомесарот за миграција Димитрис Аврамополос оцени дека се уште не е јасно колку Турција ќе може да го намали бројот на бегалците кога ќе се подобрат временските услови. Мора да спречиме хуманитарна криза и подготвуваме планови за тоа, изјави тој. Од денеска стапуваат во сила дневните квоти за прием на мигранти на територијата на Австрија. За сега мерката е донекаде условна, бидејќи поради лошото време приливот на бегалци не е голем. Од утрина во Австрија не прифаќа повеќе од 80 азиланти дневно и до 3200 мигранти да транзитираат низ незината територија. Сите тие ќе треба да поминат низ граничниот премин Шпилфелд на границата со Словенија, каде се концентрирани значителни сили. Турската полиција приведе 17 лица осомничени во врска со нападот извршен во средата вечерта во Анкара, во кој загинаа 28 лица и истрагата е речиси завршена. Приведените чии имиња не се соопштуваат се уапсени во 7 окрузи на земјата и полицијата трага по уште еден осомничен. Председателот Реджеп Тајип Ердоган изјави вчера дека бројот на приведените е 14, но додаде дека очекува уште апсења. Помалку од 24 часа по нападот Ердоган и премиерот Ахмед Давутоглу изјавија дека тој е испланиран од Курдската работничка партија и Сириската прокурдска партија Демократски сојуз. По преговорите меѓу лидерите на Европската Унија во Брисел, председателот на Европскиот совет Доналд Туск изјави дека ќе биде неопходна уште работа за да се постигне договор за задржување на Британија во Унијата. За сега можам да кажам дека направивме некаков напредок, но не е неопходно да направиме уште многу работа, изјави тој. Шпанскиот премиер Маријано Рахој изјави дека останува оптимист и е можно постигнување договор околу ова прашање. Францускиот председател Франсуа Оланд изрази резервираност во врска со барањата на британскиот премиер Дејвид Камерон, наведувајќи дека во прашање е доведена Европската Унија, а не само една земја. Денес имавме умерено облачно време со сончеви периоди. Утринската температура се движеше од 4 до 8 степени, а дневната од 10 до 17 степени.
Утре не очекува променливо време со услови за врнежи од дожд, а над 900 метри со врнежи од снег. Утринската температура ќе се движи од 2 до 7 степени, а дневната од 9 до 14 степени. Тука е крајот на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието и пријатно.